Евангелие според Лука, 16 глава. А на учениците своим рече: Си беше еден богат човек кој имаше настојник, и тој беше наклеветен пред него дека го растура неговиот имот. И тој го повика, му рече: Што е ова што слушам за тебе? Дај сметка за раководењето, зашто веќе не ќе можеш да бидеш настојник. А настојникот си рече во себе: Што да правам? Господарот мој го одзема од мене раководењето на куќата. Да копам не можам, да просам се срамам. Знам што да направам, за да ме примат во своите домови, откако ќе бидам отпуштен од раководењето на куќата. И кога ги повика должниците на својот господар, секого поотделно му рече на првиот: Колку му должиш на мојот господар? Тој одговори: 100 мери масло. И му рече: Земи си ја потврдата, седни бргу и напиши 50. Потоа му рече на другиот: А ти, колку должиш? Тој одговори: 100 мери пченица. И му рече: Земи си ја потврдата и напиши 80. И го пофали господарот несправедливиот настојник зашто постапил досетливо, зашто синовите на овој свет кон својот род се подосетливи од синовите на светлината. И јас ви велам: создадете си пријатели преку неправедно богатство, па кога ќе осиромашите да ве примат во вечните живеалишта. Верниот во малку и во многу е верен, а несправедливиот во малку и во многу е несправедлив. Па така, ако во неправедното богатство не бевте верни, кој ќе ви го довери вистинското? И ако во туѓото не бевте верни, кој ќе ви го даде вашето? Ниеден слуга не може да им служи на двајца господари, зашто или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го засака, или на едниот ќе му угоди, а другиот ќе го презре. Не можете да служите на Бога и на мамон. Сето тоа го слуша фарисеите што беа среброљупци и му се подсмеваа. И им рече: Вие се правите праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца, зашто она што меѓу луѓето се цени, пред Бога е одвратност. Законот и пророците беа до Јован, а од тогаш се проповеда Евангелието за Царството Божјо и секој со усилба влегува во него. Но полесно е небото и земјата да поминат, отколку една црта од законот да пропадне. Секој што ја отпушта жената своја и се жени со друга извршува прељуба, и секој што се жени со она што ја отпуштил од мажот, прави прељуба. Си беше еден богат човек кој се облекуваше во порфир и во свила, и секој ден живееше раскошно и се веселеше. А еден сиромав по име Лазар лежеше пред вратата негова сиот покриен со красти, кој сакаше да се нахрани со трошките што паѓа од трапезата на богатиот. И кучињата доаѓа и ги лижеа раните негови. Умре сиромавиот и ангелите го однесоа во пазувите Авраамови. Умре и богатиот и го погребаа. И во пеколот, додека беше во маки, ги потигна очите своји и го виде оддалеку Аврам и Лазар во неговите пазови. Тогаш тој извика и рече: Оче Аврааме, смилувај ми се и прати го Лазар да го онакваси врвот од својот прст со вода и да ми го разглади јазикот, зашто многу страдам во овој пламен. Но Аврам рече: Синко, сети се дека ти си го добил своето добро, уште додека беше жив, а Лазар злото. Сега пак тој се утешува, а ти се мачиш. Освен тоа, меѓу вас и нас има голема провалија, така што оние кои би сакале да дојдат кај вас, не можат, а исто така и оние оттаму не преминуваат кај нас. А тој пак рече: Тогаш те молам, оче, прати го во татковата ми куќа, зашто имам 5 мина браќа, та да им посведочи, за да не дојдат и тие во ова место на маките. Аврам му рече: Тие ги имаат Мојсей и пророците, нив нека ги слушаат. А тој рече:
Не е оче Аврааме, туку ако некој од мртвите оди кај нив, тогаш ќе се покаат. Аврам му рече: Што Мојсе и пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да се уверат.